Поздрав до сите вас што не гледате на македонскиот канал Нов Асном. Денешната тема е предлог уставните измени од страна на ВМРО ДПМНЕ и за таа цел имаме драг гостин Дардан Венецки. Дардан, како си? Благодарам на прашањето, добар. Благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на Нов Асном. Одлично. Драго ми е дека си тука. Имаме предлог од ВМРО ДПМНЕ кој веќе се лиферува и се анализира во јавноста. Предлогот, тоест два предлога е ВМРО ДПМНЕ да влезе во сегашнава влада со подуслов уставните измени да имаат одложено действие и дуи да не е дел од владата. И вториот предлог е избори оваа есен, гаранции за нашиот идентитет, економски пакет од Европската комисија и имплементација на 3 пресуди од Европскиот суд за човекови права од страна на Бугарија. Дали овој предлог или овие два предлога се прифатливи за македонската нација? Кој е твоето мислење? Па видите, ќе бидам малку, можеби, екстремен во своите излагања, меѓутоа мора веќе еднаш некој да му ја каже вистината на македонскиот народ. Мора да му каже на народот што го очекува, што му се подготвува. Не е само ова предлог на ВМРО ДПМНЕ. Ако се сеќавате, вице-премиерот Маричич пред неколку месеци најави дека овде ќе ни се случува атак од Западна Европа, страотен притисок за прифаќање на уставните измени, како еден од условите за започнување на преговорите, односно на пристапните преговори со Европската Унија. Значи, тоа е дел од преговарачката рамка која што погубна, која што ние безумно ја прифативме. ВМРО, значи, не се работи само за ВМРО, ова е план и на владеачката гарнитура. Тие бараат начин како да го измамат македонскиот народ. Во тоа сакаат да го инволвираат и ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ во овој момент е во ситуација на страотен притисок. Се притиска со сите средства. Начелниците на партијата се атакува на членството, се атакува посебно на пратениците во парламентот за да се донесе оваа погубна одлука. За мене погубна. Безумно е да се бара да се внесат бугарите во уставот во услови кога Бугарија не ти признава македонски народ, не ти признава македонски јазик, не ти признава историско и културно наследство. Сето тоа во услови кога бугарите се внесени во македонскиот устав. Под графата други се разбира. Сите тие македонскиот устав им ги признава сите права. Ние денес имаме серија на бугарски здруженија, културни здруженија. 2 беа затворени. Меѓутоа, заради причините се општо познати, затоа што предизвикуваат расна, национална омраза, негативни чувства кај македонскиот народ, затоа што тие културни здруженија носеја имења на озлогласени личности, кои што будат негативни емоции кај македонскиот народ, предизвикуваат омраза меѓу двата народи. Во таква ситуација, ВМРО ми се чини греши кога ја прифаќа оваа игра, наметната од Европската Унија, наметната од власта, да влезе во тие нивни замки и да бара решение како да пристапиме кон овој план на блудницата и селеџијата од преговарата за постапно ништење и бришење на македонскиот идентитет, јазик, историско културно наследство. Да влезе во фаза на идентитетска самоликвидација, сам да се избрише. Нас не парчеа не делеа во балканските војни, на терен не парчеа 13 година на маса во Букурешт, ни фрла напалм бомби 48-та година,
ние донесоа Лисабонската декларација, иако и пред тоа, но главно од тој момент почиња процесот на идентитетска самоликвидација. Се бара од нас сами да се избришеме, сами да се негираме, за никогаш повеќе да не можеме да воскреснуваме. Ние и после толку голготи, еве ги не има на историската сцена. Поасно, 44 година, повторно сме народ, повторно сме држава. Значи, тоа е брутален, подмолен план во кој што треба да се повлече и опозицијата, чии гласови се неопходни за да отпочнат, за да практично да се отворат преговорите со Европската унија. Ние сега тие ги немаме. Тоа е страотен притисок. Не сме да Меѓутоа, не се работи за страотниот притисок, се работи на отпорот што ќе се даде. Затоа што кога ќе бидеш избран да бидеш дел од парламентот, ви имате обврска да истрпите такви притисоци. Нашите политичари, за жал, покажа и докажа дека не се кадарни за такво нешто. Тоа е едно. А друго, например, предлогот дуи да не биде дел од власта е само продолжување на хипокризијата што ВМРО ДПМН ја покажува према македонскиот гласачки корпус, каде што во минатото они амнестираа криминалци од ДУИ кои извршија злосторства, војни злосторства врз македонците, ги амнестираа, а сега, според нивниот наратив дека ДУИ е корумпирана партија, не сакаат да бидат дел од власта. Сега имаме вагање. Кога се работи за македонските животи, кои ги изгубија бранејки се од себе си и жртви на агресијата на ДУИ од Косово што имавме 2001, ВМРО ДПМН ги амнестираше господата од ДУИ. Меѓутоа, ако се работи за корупцијата во Македонија, тогаш имаат цврст принципилен став. Дали тука немаме хипокризија, лажно патриотство и така натаму? Со нивниот предлог кој они го поднесаа. Све мислам дека е тоа фрлање прашина во очи на македонскиот народ. Со ДУИ во власта или без власта, со уставни измени или без уставни измени, ние сме ставени пред идентитетска бесилка. Точно. Ние не смееме да прифатиме ни во овие услови, во оваа констелација на односи, без да поставиме ние некои други услови, не спееме да пристапиме за разговори за влез на бугарите во уставот. Ќе кажам и зашто. Дали ќе биде тоа со одложено дејство? Дали ќе биде со ДУИ во власта или не? Ние не смееме по никоја цена да изгласаме уставни измени со кои што бугарите ќе се внесат во уставот. Тие реков веќе еднаш се внесени, меѓутоа тие сакаат нешто друго, да влезат како уставотворен народ, основачи на оваа држава. Тоа не е допуштено доколку не се исполнат условите. ВМРО и СДС, ако сакаат спас на оваа држава, ако сакаат опстој на оваа држава, морат да договорат нешто друго, да ги договорат македонските црвени линии од кои што не ќе има отстапување, во кои што ДУИ не ќе може да има влијание. Не се работи овде за идентитетот на албанците и за положбата на албанците во Македонија, него за македонците загрозен е македонскиот идентитет и јазик, македонскиот опстој. Зашто не смеат да влезат бугарите во уставот и зашто нас гаранции не ни требаат, нас уставни измени не ни требаат. Ние може да ги направиме, меѓутоа ако се исполнат други некои предпоставки. И сакам за тоа вечерва да зборувам. Апсолутно, слободно, затоа што имаме вториот дел од нивните предлози, што е дел од истиот предлог, тоест имаме два дела, содржи една заеднички именител, а тоа е дека уставните измени да се случат, но да имаат одложено дејство. Дали се сложиш со тоа? Никако. Зошто? Еве зашто. Ние денеска, нас бугарите ни го негираат
идентитетот. Добро. Како ќе ги внесеме бугарите во уставот? И тоа како државотворен народ. Они се внесени под грапата други. Сакаат да бидат државотворен народ. Што ќе се случи ако не ги ставиме? Тие не ни признаваат идентитет и јазик, ние ќе ги внесеме. Да. Што правиме? Го рушиме основ. Македонската држава е основа на основските принципи, на антифашистички основи. Оваа држава е создадена низ борбата против фашистичкиот окупатор. Фашистички окупатор овде беа бугарите. Точно. Не беше некој друг. И сега што ќе се случи? Коалицијата, односно сојузот, меѓу Лека први, цар Борис од Втората светска војна се обновува. Ние денеска имаме состојба кога економски се уништува македонскиот народ. Колапс е економијата. Колапс е сточарството. Колапс земјоделието. Лозари, тутунари, овоштари, градинари, оризари плачат. Житото ни скапува по силосите, ние увезуваме 30% поскапо. Значи, практично, коалицијата проработа од Втората светска војна. Македонскиот народ се уништива, просто се брка. Ние сме сега во фаза на замена на население. Едни се бркаат, други се увезуваат. Се менува националната, се менува верската структура на населението. Бугарските пасоши се ставени на брза лента. Плачевме по македонскиот национален идентитет, во изводите ни се пишува 3 коси црти. Бевме деградирани како македонци. Сега преку ноќ носи министерот за правда одлука национална што се внесува во изводите и во патните документи. Зошто? Одговорот го добивме експресно од Бугарија. Се менуваат условите за добивање на бугарско државенство. Нема веќе 3, 4 или 5 илјади евра, нема докажување на етничкото потекло на нашите предци, него само извадите извод од матичната книга Народени венчани не е битно, во која што пишува дека си бугарин и ќе добиеш за 250 денари бугарски пасош. Бидејќи овдека немаме економски екзистенција, еве секој ден гледаме најави на штрајкови, народ не може да преживее, просто е принуден да бега. Масовно не се случува екзодус. За 5 години 150.000 луѓе се иселиле. Не знам колку се точно овие податоци, меѓутоа по социјалните мрежи овие податоци струјат. Масовно имаме иселување. Масовна еве тие бугаризацијата. Па за 10-15 години во услови на економска криза, кога народот не може да обстане, тој е принуден да земе бугарски пасош за 250 денари. Ние да подсетам, го донесовме законот за попис според кој се попишуваат државјанства. Сега за 10 години пресметете колку од економски причини македонецот под принуда поради неможност да обстане за себе си и за своето семејство, колку мина ќе земат бугарски пасош. Тие утре ќе влезат во пописите, ќе бараат квоти за вработување. Ќе ти го донесат Сан Стефана како државен празник, бидејќи ќе си ги бидат мнозинство. За 10 или 20 години, дека дојдеме за влез во Европска унија, оваа држава ќе остане без македонци. Ама со влезот на бугарите во уставот, со прифаќање на сите овие прописи, еве тие бугаризацијата. Нас не прават во очи будали, со влезот на бугарите во уставот ќе сме го заштитили идентитетот. Потоа се приказни за идиоти. Македонскиот народ не е идиотски. Ја сваќа играва. Апсолутно. И плюс тоа, со влегувањето на бугарите во уставот, тогаш нивната историја делегирана од Софија ќе треба да се учи во учебниците. Па затоа е и тогаш новите уцени ќе дојдат. Новите закани и новото стопирање. Затоа што треба да ги исполниме тие услови, да имаме учебници кои се со бугарски наратив за историјата, исто така ќе дојдат нови уцени што се содржани во декларацијата во 2009 парламентарната во 2019 година, да се бришат бугарски фашистички окупатор, затоа што тоа ги емотивно ги вреѓа бугарите. И редица други
закани што ќе дојдат. Значи, ова е само еден мал влез на бугарите во раздорот на македонското општество. Па, токму тоа е причината. Ние ќе се брише македонската историја, ќе се ревидира, ќе учиме бугарска историја. Тоа е диктатурата. Тоа е резултат на погубните договори со Грција и со Бугарија. До 7 век препуштивме историјата на грците, од 7 век до 1944 на бугарите. Ке треба да прифатиме дека до 1944 сме биле бугари со бугарска историја, со бугарска самосвест, кога Тито преку ноќ со декрет не преобратил во македонци со македонски јазик. Ке мора да прифатиме дека македонскиот јазик е диелект на бугарскиот и како таков ќе мора да биде запишен после затварањето на 34-то поглавје. Затоа тие дадо унилатералната изјава во преговарачката рамка како забелешка стои. Не признаваат македонски јазик, дека е тоа диелект на бугарскиот. Еден од 5 диалекти што Бугарската академија на науките ги признава. Ама тоа е нивна работа, мене не ми треба он да ме признае. Да. Мене не ми треба признавање, мене не ми треба декларации, мене не ми требаат резолуции на европски држави. Мене гаранција зошто ми се. Еве го, значи, мислам дека доволно кажавме зошто не треба да влезат во бугарите во овие услови. Треба да се исполнат некои други услови, за кои што подоцна ќе зборуваме. Зошто сега не ни требаат гаранции? Апсолутно, тоа е следното прашање, уствари дека имаме, за мене малце чудно, да се бараат гаранции од други држави за нашиот идентитет. Тоа ако вие да барате гаранции од мене, да ја ви го гарантира вашето име. Што мислите за тоа? Не ве ни прашувам, Сашо. Јас сум Дардан. Кому му се тоа допаѓало или не, негов проблем. Вие сте Сашо. Јас и сите други сме должни тоа да го прифатиме, да го почитуваме. Мене гаранција за сопствениот идентитет на мојот народ, на мојата држава, не ми треба. Тоа е понижување. Тоа е измама. И еви ќе го образложам. Зошто? Па погледајте вие одлукава на германскава парламент, на бугарскиот перфидна парламент. измама. Колку пати спомна македонски јазик и македонци? Ниту еднаш. Меѓутоа, основа на таа одлука е поддршка на нашиот пат кон Европската Унија, но со почитување на постигнатите договори. Внесување како прв чекор на бугарите во уставот. Да ставиме бугаризацијата на брза лента додека дојдеме за прием во Европска Унија, да се бугаризираме и да влеземе како бугари. Не ти признаваат идентитет, не ти признаваат јазик. Зошто е тоа понижување? Па мојот идентитет е заштитен. Заштитен е со Повелбата на Обединетите нации, со Универзалната декларација за човекови права, со Конвенцијата за човекови права, со Виенската конвенција за договорно право. Сите нив основа е правото на самоидентификација и самоопределување на народ. Тоа е лично и неотугиво право на секој поединец и на секој народ. Тоа се императивни норми во правото познати како наредувачки, обврзувачки или на запад ius cogens. Норми кои што не смеат да се прекршат. Прекршувањето на тие норми предизвикува ништавност на сите тие одлуки, на сите тие договори. Ние постигнавме договори практично договори кои што ги прекршуваат овие императивни норми на меѓународното право. Тие се ништави, не и произведуваат правно дејство. Затоа мене не ми треба гаранција. Затоа мене не ми требаат вакви договори. Тие веднаш треба да се поништат. Мора да се почитува моето највисоко човеково право и највисокото право на овој народ. Основа на сите овие меѓународни правни акти е еднаквост и равноправност меѓу народите. Со договориве и со овие постапки, преговарачки рамки, протоколи, историски комисии, се е тоа погазено, прекршено, поништено. Тоа е срам за светот. Европа треба да се срами. Таа треба да бара гаранции од Бугарија дека нема да попречува Македонија, нема да го негира идентитетот, јазикот, нема да гази по овие меѓународни правни акти. Што ни треба нас?
Значи, наместо гаранции на нашиот идентитет, ние треба да го чуваме, да го браниме тоа што ни го нуди меѓународното право. А дали ние тоа го чиниме? Не. Па ние со подпишувањето на договорите сами се сложивме да разговараме за собствениот идентитет, јазик, историско, културно наследство, сами се откажавме од својот суверенитет, сами се откажавме од македонското малцинство во соседните држави. Значи, сами си го проблематизиравме идентитетот. Тоа е направено под притисок. Значи, наместо да бараме гаранции, ние треба да бараме почитување на меѓународното право, почитување на нашето право на самоопределување, самоидентификација. Не сме никој тоа да го гази. Ме сваќате? Апсолутно. Затоа е понижувачки. Ке сме добиле да спроведат 3 пресуди. Не 3. Сите пресуди на меѓународниот суд за човекови прави треба да се спроведат. Ако Германија сака да ни гарантира идентитет, ако не почитува како народ, со свој интегритет, со свој јазик, со своје минато, тие треба да барат начин Бугарија да ја спречат во овие негаторски акти. Како најдоа начин да сопрат Словенија кога се обиде да блокира Хрватска? Тие имаат начин дури да ја исклучат Бугарија за непочитување на меѓународното право и прекршување на одлуките на меѓународниот суд. Дали тие тоа го прават? Дали видовте некој да отиде во Бугарија да им бара да го признаат македонското малцинство, да бара да ги спроведат одлуките на меѓународниот суд? Дали видовте некој од Бугарија да им побара да престанат да го негираат македонскиот идентитет? Дали некој побара од Бугарија да се укине Сан Стефан? Тоа е најголемиот државен празник на Бугарија, кој што има директни аспирации, територијални кон Македонија. Ова е фашизам. Европа се станува фашизоидна. Ова не сме да го дозволи. Фашизмот се враќа на голема врата. Како ти да бараш еден народ да се зумики како услов за да влезе во Европска унија? Гаранции. Тоа е небулоза. Поморо треба веднаш да се откаже од тие работи. Апсолутно. И само една работа. Во меѓународните односи нема гаранции. И тоа треба да го Така. Нашите гледачи, гаранциите се лажни, илузорни и можеме да направиме многу споредби со минатото. Еве на Зоран Заев му дадоа гаранции дека ќе го смениме името и ќе почнат преговорите за ЕУ, а сега сме блокирани. Кај се тие гаранции? 2014 година, Минскиот договор, 4 сили дојдоа, значи Украина, Русија, Франција и Германија го потпишаа Минскиот договор со кој се така наречена затвори војната во Украина и се овозможи политичко решение на истата. Истиот договор беше заверен во Обединетите нации, значи највисоко тело, е теа гаранцијата, за да сега имаме војна во Украина, а истите актери кои беа дел од договорот сега признаваат дека тоа само го правеле за да и дадат на Украина време да се наоружа и затоа имаме војната во Украина. Значи, толку се тие гаранции сега. Можеме да идеме и во Втората светска војна имаме исто така познати гаранции со Минхенскиот договор, каде што Хитлер, Мусолини, Чемберлен и министерот за надворешни работи на Франција имаат подпишано гаранција дека Германија нема да се проширува од кога Германија ја окупира Австрија и Чехословачка за година дена подоцна избие Втората светска војна. Значи гаранциите од нашиот народ треба да знае. Нема гаранции во меѓународното право и не може некој трет да гарантира за нас. И ова е една апсолутно катастрофална грешка ако биде усвоена. Од друга страна ти начна една следната точка што е, а тоа е барање на имплементација на 3 пресуди од Европскиот суд за човекови права од Бугарија. Како го гледаш? Дали ова обид за да имаме некој реципроцитет со бугарите? Они од нас бараат да влезат да допуштиме влегување на бугарите во уставот, а ние бараме од нив почитување на 3 пресуди од Европскиот суд за човекови права.
Дали е тоа добра или нека слаб обид за можен рециприцитет? Сашо, ќе повторам. Нас гаранции не ни требаат. Ти добро кажа. Ваков тип на гаранции не вредат ни 5 пари. Ке бида малце побрутален. Не вредат николку една тоалетна хартија. Со тоалетната хартија можеш и да завршиш некоја работа. А со вакви гаранции, ни тоа. Ако ВМРО мисли дека ќе го реши проблемот со имплементирање на 3 пресуди од Меѓународниот суд, па тоа се пресуди по тужби на македонски здруженија од Бугарија. Ке им дозволат културен клуб. И? Тоа е решение. Па нашиот проблем не е решен. Идентитетот и јазикот се внесуваат во Европската Унија со договорот. Конечниот договор по затварањето на 34-те поглави. Јазикот се впишува во 34-то поглавје. Ке бидам уште побрутален. Само измеќар или кретен може да мисли дека бугарите ќе не пуштат во Европската Унија со македонски идентитет и македонски јазик при онаа декларација на бугарскиот парламент од октомври 2019 година, при оној објаснувачки меморандум на бугарската влада од 2020, при онаа одлука на БАН и стратегијата за 21. векот пред 30 години, со сите овие акти се негира македонски идентитет и јазик. Дар при постоење на онаа дополнителна декларација на бугарскиот парламент, со која што од 4 точки во која што вели ништо од овие акти кои се потпишуваат не сме да се свати како признавање на македонски идентитет и јазик, и со она забелешка во преговарачката рамка дека не признаваат македонски јазик, ке не пуштат во Европска Унија. А кој смее да гласа за такво нешто? Сето ова е гаранција дека ние нема да влеземе во Европа како македоници со македонски јазик. Тоа е илузија. Не 3, сите 16 да ги имплементираат. Треба да се направи нешто друго. Треба ние да поставиме услови. Ние треба да се доведеме во равноправна положба. Затоа велам дека и ВМРО и СДС се во заблуда ако мислат дека со вакви парцијални решенија, со кои што само ќе му фрлат прав во очите на македонскиот народ, ќе го доведат во ситуација на лажни верувања, лажни гаранции дека ева нешто ќе се случи, еве нешто ќе направиме. Во тој контекст на поставување услови од наша страна, условот за имплементацијата на 3 пресуди од Европскиот суд за човекови права е една обид многу слаб, блед за такво нешто. Дали мислиш, например, дека појак аргумент би бил македонците да влезат во уставот на Бугарија и тогаш ние да ги внесеме бугарите во нашиот устав? Дали би било тоа добра основа за барање наши услови и кои би биле тие наши услови? Прашањето е многу комплексно. Во основа треба да ги кажеме нашите услови. Ние прво треба да се доведеме во равноправна положба со бугарите. Не можеме ние да разговараме со Европската Унија и со бугарите, не можеме да водиме пристапни преговори, а на асиметрични основи, со нееднаква положба. Бугарите се внатре, ние сме надвор. На секое поглавје можат да не уценуваат. А повелбата на Обединетите нации, основно начело е еднаквост и равноправност на државите и народите. Прво што треба да помарат и СДС и ВМРО е да се доведеме во равноправна положба, да се почитуваат овие одредби од повелбата на Обединетите нации. Кога ќе станеме равноправни, кога ќе престанат да уценуваат, тогаш може да разговараме и да преговараме за влез во Европската Унија. Кои чекори треба да се превземаат за тоа да се оствари? Е така, значи многу чекори треба да се направат, многу услови треба да се
исполнат и треба ние веќе еднаш да му ги кажеме на народот позициите на меѓународната заедница и на нашите соседи. Треба да му кажеме зошто ова ни се случува, зошто овој негаторски однос со децении и со векови назад према македонската држава и према македонскиот народ. Значи, сакам да дојдам до причините заради ова што ни го чини Вавилонската блудница, онака како што народот ја опеа и оној силеџијата од преку барата, кој што буквално со уцени, закани од секаков тип не принудува да ги прифаќаме сите овие уцени, сите овие закани и сите овие обезличување да не доведат во ситуација на идентитетска самоликвидација. А тие причини се геостратешки, геополитички, економски и цивилизацијски. Македонија е колатерална штета во големиот цивилизацијски судир, на големите сили. Неслучајно уште римските оратори Македонија нарекоа катана мунди, катанецот, клучот на светот, Македонија папакот на светот. Неслучајно Бисмарк кажа дека кој сака да го владе Балканот, треба да владе Македонија. Кој сака да го владе светот, треба да го владе Балканот. Значи, клучот е Македонија. Геостратешка раскрсница, исток, запад, север, југ. Првата светска магистрала Вија Игнација од Индија и Кина до Гибралтар поминува низ Македонија. Природниот ток север и југ по Вардарско-Моравската долина повторно поминува низ Македонија. Неслучајно ни побара кинезите да изградат воден пат, да изградат брза железница, брз автопат, нафтовод, гасовод. Тоа е заеднички проект со русите, да направиме буквално оаза, бучето да го пулниме од овие 4 проекти без динар вложен. Да се обедиме енергенси. Западот има друга стратегија. Тој не дозволува големи и моќни држави на Балканот. Не дозволува на вакво едно стратешко место, една моќна држава која излегува на три мориња. Богата со руди, богата со води, геостратешки важно место. Затоа не распарчија 12 и сега 13 година. кои се нашите позиции? Сега предоа на идентитетска самоликвидација. За да предат на таа самоидентитетска ликвидација, што им треба? Им требаат инсталации. Тие не нападна однадвор, а однатре терористите ги киднапираат институциите. Поработа коалицијата, односно Сојузот, лека први и цар Борис, и сега го гледаме на дело. Тие терористи кои што тие ги обучаваат, тие ни ги донеса, ни ги внесоа во влада и ги носат сите погубни одлуки во коалиција со нашиот источен сосед. Тоа треба да се спречи. За тоа им требаат инсталации. Тие, јас ги викам, 3 во 1. Значи, луѓе со криминални се лесни за уцени, честни луѓе не им требаат, бидејќи нема да носат погубни одлуки за собствениот народ и држава. Им требаат луѓе со лепливи прсти и со многу ниско интелектуално ниво. Само такви луѓе може да носат погубни одлуки, само такви луѓе може да се откажат од суверенитетот, само такви луѓе може да стават на маса и да разговараат за идентитет, јазик, историско и културно наследство, и само такви може да се откажат од македонското малцинство во соседството. Сега, кога дојдеме до прашање, ти што ми каже, што да чиниме? Прво и основно, ние пристапните преговори под овие услови мора да ги прекинеме. Привремено да ставиме во мировни преговорите со Европската Унија, додека Европската Унија не најде механизми да не изедначи со бугарите и со грците. Да разговараме на равноправни основи, онака како што налага повелбата на Обединетите нации. Ке ги продолжиме кога Европа ќе најде начин, како што најде начин за случајот меѓу Словенија и Хрватска. Нека не изедначат право. Не можеме ние да разговараме подуцени и закани. Значи, тоа е поедовната основа. Веднаш, подитно,
Мора да се раскинат погубните договори, Преспанскиот и договорот за непријателство. Тој не е договор за добро соседство, него договор за непријателство, кои содржи оние погубни елементи, кои што сите ги знаеме. Мора бугарската влада да исполни од своја страна некои услови. Мора да укине декларацијата на бугарскиот парламент, унилатералната изјава на бугарската влада, одлуката на бугарската академија и дополнителната декларација на бугарскиот парламент од 4 точки во која што се вели дека ништо од овие подпишани документи не смее да се смета како признавање на македонски идентитет и јазик. Тие мора да се поништат како нецивилизацијски, фашистоидни, геноцидни. Тоа мора да се направи. Мора да се укине државниот празник Сан Стефано кој што има територијални претензии кон Македонија. Мора да се воспостави реципроцитет. Ако сакаат бугарите во уставот, тогаш мора и македонците во бугарскиот устав. Ако ги внесат бугарските устави, македонците во бугарскиот устав, сите овие причини за негација ќе престанат. Тогаш нема да им требат ни договори, ни декларации, ни преговарачки рамки, ни историски комисии. Со само тука и новија договори ќе исчезнат. Односите ќе се градат врз основа на основните принципи на меѓународното право и меѓународната дипломатија, со почитување на правото на самоидентификација и само определување, со прифаќање на меѓународните принципи во дипломатијата. Тоа е еднакво равноправност на државите и на народите, реципроцитет, тоа веќе го кажав, и немешање во внатрешните работи. Се ќе биде решено. Мора ние да обезбедиме алтернативни услови. Не може ние да не биде единствен излез Европската Унија и да даме можност да не оценува. Треба да погледнеме малце и на друга страна. Има и други организации, други асоциации, други здруженија. Ако ние малце намигнеме кон истокот, сами ќе не пикнат во Европската Унија. Апсолутно. И конечно, испод секое ниво е да разговараш за идентитет на одредени историски личности. Веќе го зачнав на самиот почеток. Имам ли ја право да вас негирам како Саше? Кој сум ја? Никогаш. Нити било кој друг. Кој може мене да ми го спори мојот идентитет? Јас сум Дардан и мора да го прифатите. Ние сме македонци, цел свет мора да го прифати. Сакал или не. Имаме ли сега конечно јас и ти право да зборуваме за етничката припадност, националната припадност на Гоце Делчев и да не редам другите револуционари и природбеници? Никога. Па ние може да разговараме за што се борел и за кого се борел Гоце Делчев. Да. И Ако Гоце Делчев се борел за ослободување на Македонија, ако оставил завет дека коските сака да му лежат во слободна и независна Македонија, ние тоа мора да го почитуваме. Ако светот мора да го почитува. Ако бугарите мислат дека Гоце Делчев се борел, има заслуги за Бугарија, нека си го слават. Што мораме заедно да го славиме? Не сакам да славам со нив. Дали тоа значи дека сум јас лош македонец? Еве јас, моите деца не сакаат да слават роден ден со мене. Дали се тие лоши деца? Па тие се сакаат со својата генерација. Имаат своји интереси, имаат своји муабети, имаат... Зашто ќе чествуват, зашто ќе слават и како ќе го слават? Дали јас ќе бидам лош родител ако не сакам мојот роден ден да го славам со моите деца? Сакам со мојата генерација, не имаме други интереси, имаме други теми на разговор и веселби. Начинот на чествување ни е поинако. Ние само така може да градиме добрососедски односи. Сакаат да слават, кого сакаат нека слават, ние не им пречим. Ама зашто тие нас не попречуваат? И на крај сакам да им порачам на нашиве браќа во Бугарија. Ние сме сепак мнозинското население во Бугарија и Македонија, и не само таму и на Балканов, ние сме од еден род. Од древниот род на Пеластите, Беластите, Пелазгите, од генот на Венетите во 16 век преименувани во Словенија.
мора да го знаеме тоа да се штитиме. Нас непријателот ни е заеднички. Тој голем цивилизацијски судир на удар е славјанската Култура. цивилизација и култура. Ние имавме еден висок представник на Европската унија, представник во Босна, кој што пред 10 години изјави најголема закана за западната цивилизација се словените, поопасни од исламскиот фундаментализам. Ние го имаме Јохан Готфрид Хердер од 1791 година, германец, кој што изјави меѓу редови дека словените се европските индијанци. Ние имаме една изјава на еден канцелар кој што слична изјава даде за словените. Ние имаме еден филозоф кој што сите го учевме во младоста, кој изјави дека словените се ѓубре кое што треба да се очисти. Ние ги знаеме плановите на Ален Далас и на Ален Сифер за ништење на славјанската раса. Сите сме на удар. Тоа чистење на славјанската раса тргна од британските острови, тргна од продолжи со Франција, со Италија, Швајцарија, Германија, Крит, Пелопонес, Мала Азија. На сите тие територии ни се ословени, ни В од Венети како првите словени. Останаа само илјадници, топоними, хидроними, нисоними, ороними, како доказ кој народ живеел таму и кој јазик го зборувал. Сега сме ние наред. Нека се запрашаат после ова нашиве соседи пред се, бугарите, кој друг ќе дојде наред. И тие се дел од славјанската Култура. цивилизација и култура. Благодарам, Дарен. Дека се замислат за кого работат. Дали работат во служба на сопствениот народ или се измекери во служба на туги интереси, на блудницата и на силиџијата од преговарата. Дефинитивно, благодарам, Дардан. Од се она што може да го заклучам е дека за враќање на достоинството на нашата нација, прекинување на овие побгулни договори, Привремен прекин. бугарскиот и преспанскиот договор и враќањето на уставното име Република Македонија е единствено решение за ние да си го вратиме достоинството наше, кое ни е изгубено сега. Благодарам. Благодарам што не следевте на македонскиот канал Нов Асном. Последното видување се најдобро.